Запалени свечи и молитва за здравје. Со богослужба во црковните храмови се чествуваше празникот посветен на светиот апостол Петар или кај народот познат како Петровден. Со овој празник завршува еден од 4 повеќедневни пости во годината во кој се слават апостолите. Зборот о апостолос доаѓа од грчкиот збор што значи пратеник. Пратеник на Господа. Господ имал 12 своји пратеници, апостоли. Меѓу нив првите биле свети апостол Андреј и свети апостол Петар, како што го спомнуваме, и утрешниот ден свети апостол Павле. Денес и утре црквата ги слави двајцата врховни апостоли Петар и Павле. Апостолот Петар се прославува како образец на цврстата и искрена вера, а Павле како оној кој најмногу се потрудил во проповедањето на распнатиот и воскреснат Исус Христос. Има напишано 2 соборни посланија, прекрасни зборови искажани со Светиот Дух кога вели за народот христијански: вие сте царски род, вие сте царско свештенство, вие сте избран народ од Господа Исуса Христа, вие сте народ кој што му е на Бога угоден. Проповедувајте го Бога, искажувајте ги неговите чудеса. А пак свети апостол Павле, кој што пострадал истиот ден со свети апостол Петар во 67-та година, тој во своето послание вели до римјаните: кој ли ќе не оддели од Христа Бога? Тагите ли, неволите ли, животот ли, смртта ли, ангелите ли? Ништо не може да не одвои од Христа Бога, ниту височината, ниту длабочината, ниту животот, ниту смртта. Празнувањето на Петровден низ Македонија се врзува со враќањето на печалбарите и големиот број свадби во овој период на годината. Во Мијачијата се споменуваат и 50 на свадби дневно. Токму со тоа се врзува и традиционалната галичка свадба која ќе се одржи викендов.